Време е за дневник на регионалната К1. Настанете кој информативната редакција ги одбра за денес, ги донесуваме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Македонија ги одбележува Денот на Европа и победата над фашизмот. Ке се доградува кејот на реката Луда Мара во Ковадарци. Земјоделците уште денеска и утре можат да поднесуваат барања за проценка на штетите од измрзнувањето. Словачкиот амбасадор во земјава Мартин Безак на одбележувањето на Денот на Европа денеска го посети Велес. Тој со своето обраќање пред присутните искна дека Европската Унија во 60 години од своето постоење постигна многу. Изгради единствен пазар на стоки, услуги и капитал, вклучувајќи 28 земји со повеќе од 500 милиони граѓани кои можат слободно да се движат и да се сместат во било која земја членка на Унијата. Европската Унија во 60 години од своето постоење постигна многу. Изгради единствен пазар на стоки, услуги и капитал, вклучувајќи 28 земји со повеќе од 500 милиони граѓани кои можат слободно да се движат и да се сместат во било која земја членка на Унијата според нивните желби, рече амбасадорот на Република Словачка во Република Македонија Мартин Безак во своето обраќање по повод одбележувањето на Денот на Европа во Велес. Без оглед на Брекзит, една од најуспешните политики на Европската Унија е политиката на проширување, додаде тој. Словачка е долгорочен и принципијален поддржувач на проширувањето на Европската Унија на земите од Западен Балкан, вклучувајќи ја и Македонија. Од нашиот влез во Унијата во 2004 година обезбедуваме на вашата земја политичка поддршка. Ви ги пренесуваме нашите единствени и се уште релативно свежи искуства од процесите на трансформација и интеграција. Безак истакна дека неговата земја обезбедува поддршка на земјава во форма на грантови, стипендии и друга финансиска помош, како и во борбата против илегалната миграција. Пред присутните се обрати и секретарот на општина Велес Елизабета Јовческа, која истакна дека европските начела се длабоко навлезени во секојдневниот живот на Велес. Евроинтеграциите не се само агенда. Најзначајно од се е свеста на европските вредности да допре до секој граѓанин, а тоа може се направи единствено на непосреден начин, преку блиска соработка со граѓаните. Токму затоа улогата на општината е повеќе од значајна. Имајќи го предвид овој факт, општина Велес во секојдневното работење чекори европски, одговорно, професионално и транспарентно во корист на своите граѓани. Во рамки на одбележувањето на Денот на Европа беше организиран футсал надпревар помеѓу учениците од сите средни општински училишта. Со положување на свежо цвеќе пред споменикот на слободата и со културно-уметничка програма беше одбележан Денот на Европа и во Ковадарци. На свеченоста присуствуваше неговата екселенција амбасадорот на Кралството Холандија во Македонија Воутер Пломп. Денот на победата над фашизмот или Денот на Европа денеска беше одбележан и во Ковадарци. По тој повод беше положено свежо цвеќе пред споменикот на слободата на градскиот плоштад, а во салата при Домот на културата Иван Мазов Климе беше одржана културна свеченост на која присуствуваше неговата екселенција амбасадорот на Кралството Холандија во Македонија Воутер Пломп заедно со градоначалникот Александар Панов. Потсетувањето на борбата против фашизмот како едно зло кое што се наметна на цела Европа, а потоа се прошири низ целиот свет, и грешката која што беше направена од тогашните лидери делови од Европа, па потоа и Јапонија, и другите фашистички лидери во тој период, за нас, за современиците, за оние кои што живееме денес,
може да биде само една лекција од која што треба да научиме како не треба да гледаме на работите. На денешната свеченост присутните ги поздрави и амбасадорот Плумп, како еден од представниците на земјите членки на Европската Унија. The Netherlands, just like Macedonia, Холандија, како и Македонија, е мала земја и ние свативме дека најдобро можеме да ги оствариме нашите национални интереси преку сојузи. Сојузи со нашите соседи, сојузи со нашите истомисленици. И ова беше нешто што особено го разбравме после стравотиите на Втората светска војна и фашизмот, на кој што се осврна и градоначалникот во својот говор. И само така разбравме дека можеме најдобро да просперираме во едно пошироко заедничко семејство на европските држави. Истовремено на денешното одбележување на Денот на Европа беше промовирана книгата на Македонскиот манифест Име од светлина и рани, напишана од група автори, а промотори на истата беа Ефтим Клетников, познат македонски поет, ликовен критичар и есеист, и Дардан Венецки, еден од авторите на книгата. Вие знаете дека Македонски манифест веќе 10 години се бори за зачувување на нашето име. Денес е навистина Ден на Европа, но морам да кажам дека ние македонците имаме едно горчливо искуство со Европа веќе столетие и пол. Тоа е факт на разни европски конгреси. Се до Букуреш, буквално Македонија е распарчувана и делена на други, за жал од големите европски сили на Западот. Да кажеме дека знаеме кои сме, што сме и од каде сме. Дека помина времето кога други ни кажуваа. Дојде време македонецот да си ги земе работите во своји раце, сам да се ги устражува своето древно минато и да му каже на Европа и на светот кои сме, дека не сме дрво без корен. Меѓу другото, 9 мај треба да послужи и како потсетник дека фашизмот во Европа и во светот никогаш не е искоренет и вистински поразен и дека против него треба да се бориме и денес, бидејќи антифашизмот, рамноправноста и почитта меѓу луѓето без оглед на нација, вера и раса се цивилизацијски текови и вредности кои мора да се негуваат. Велешани поддржувачи на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија и вчера вечер со мирен марш го искажаа својот револт и нивните барања, а тоа се предвремени парламентарни избори, попис и откажување од Тиранската платформа. Од црвено-жолтата боја не се откажуваме, од името не се откажуваме. Ние сме државотворен народ и нема да дозволиме реализација на сценариото за распарчување, кантонизација и федерализација на унитарна Македонија, рече вчера вечер на протестот организиран од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија Славе Радевски. Само со предвремени парламентарни избори граѓаните на Република Македонија ќе одберат прогресивна, економски јака, стабилна Република Македонија со своето име, со своето знаме, грб, химна и устав, или ќе одберат држава која ќе се базира и ќе биде командувана од странски влади и центри. Ние сме за унитарна Република Македонија. Понижувањето и негирањето на македонската нација не може да се трпи повеќе, порача Снежана Пајтонџиева, учесник во војната во 2001 година. Ние, бранителите, сме одлучни и спремни за спас на Македонија. Сигурна сум во тоа зашто сега веќе не сме сами. Епитетот бранител го имате и вие. Сдруженија кои несебично Вие сите кои несебично повеќе од 2 месеци на демократски начин се борите преку овие протести за опстанок на нашата мајка мултиетничка Македонија. Доста е! Велешани 70 дена масовно ја поддржуваат граѓанската иницијатива, се со една цел да се зачува унитарноста на Македонија и да остане со животот кој го имаа досега. Тие додаваат дека остануваат на улиците се до исполнување на нивното барање за предвремени парламентарни избори и откажување од Тиранската платформа. Ке се доградува кејот на реката Луда Мара во Кавадарци. Во висина од 15 милиони динари е проектот кој што денес го потпишаа градоначалникот Александар Панов и директорот на Центарот за развој на Вардарскиот плански регион Марко Колев.
Во должина од 355 метри ќе биде дограден кеот на реката Луда Мара се до Брушанскиот мост во Кавадарци. За оваа цел денеска градоначалникот Александар Панов и директорот на Центарот за развој на Вардарскиот плански регион Марко Колев го потпишаа договорот за изградба на овој капитален проект кој е од суштинско значење за општина Кавадарци. Вкупната вредност на проектот е повеќе од 15 милиони денари. Се работи за проект кој што веќе одамна е изработен и трета фаза и последна фаза во овој период, кој што ќе чини нешто над 15 милиона денари, од кои што 5 милиона, нешто над 5 милиона ќе ги бидат финансирани од оперативниот буџет на локалната самоуправа, а нешто над 9 милиона денари ќе бидат финансирани од страна на Бирото за регионален развој преку Вардарскиот плански регион, односно преку директорот и со помош на градоначалниците од Вардарскиот плански регион. Овој проект е плод на одличната соработка на општина Кавадарци со Центарот за развој на Вардарскиот плански регион, како и останатите капитални проекти кои се реализираа изминатиот период, а последен од тие беше изградбата на НВО Центарот во Кавадарци. Со овој проект ќе бидат офатени 355 метри од третата фаза на кеот на реката Лудамара. Покрај кеот ќе поставиме урбано премосветување и според она што е предвидено во проектот се два моста, пешачки моста кои ќе бидат изградени на таа локација. Денеска на седницата на Совет ќе зборуваме за други проекти, продолжуваме да аплицираме, заеднички да настапуваме и се надам дека во наредниот период ќе информираме јавноста за нареден проект кој ќе се имплементира токму во Вардарскиот регион и конкретно во општина Кавадарци. Истовремено денеска представниците на Советот на Вардарскиот плански регион ја одржаа 22-та редовна седница на која дискутираа на 6 точки од дневниот ред. Земјоделците уште денеска и утре можат да поднесуваат барања за проценка на штетите од измрзнувањето. Во потрачните единици на Министерството за земјоделство досега пријави имаат поднесено околу 4000 земјоделци, а на терен работат 73 комисии. Уште денеска и утре земјоделците можат да поднесуваат барања за проценка на штетите од пролетните мразеви на 21 и 22 април. Во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство досега се доставени скоро 4000 барања. Земјоделците во прилог на барањето треба да достават фотокопии од лични документи, трансакцијска сметка и документ за доказ за користење или собственост на земјоделско земјиште. Формирани се 73 комисии за проценка на штетите, кои ќе ги посетат сите земјоделски стопанства на чии површини има измрзнување. Обештетувањето ќе се врши преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството по проценката од комисиите и проверката од страна на Бирото за судски вештачења. Во општина Демир Капија во тек се градежни работи за пробивање на крак на улица Радњанска во должина од 80 метри и ширина 5,5 метри. Колешката Валентина Михайловска повеќе. Во општина Демир Капија во тек се градежни работи за пробивање на крак на улица Радњанска во должина од 80 метри и ширина од 5,5 метри. Со изградбата на овој крак ќе се изврши поврзување со улица Првомајска и ќе се обезбеди побрз пристап до центарот на градот. Градежните активности ќе продолжат и на останатиот дел од улица Радњанска, каде што во прва фаза е планирана изградба на атмосферска канализација, замена на оштетените ивичници и асфалтирање. Со едноминутно молчење и положување свежо цвеќе на спомен кустурницата во Велес се одбележат 72 годишнината од победата на фашизмот. Граѓаните се сеќаваат на 24.000 борци кои ја подарија слободата на идните генерации. Велес ја одбележа 72 годишнината од победата над фашизмот. Делегација од општината на спомен костурницата положија свежо цвеќе и со едноминутно молчење им оддадоа почит на луѓето кои ја подарија слободата на идните генерации. Граѓаните се сеќаваат на 24.000 борци кои ги положија своите животи во народно-ослободителната борба. Оно што 9. мај
значи за светот, исто толку е значено и за општина Велес. И не случајно години наназад, заедно во соработка со организацијата на борците од Велес, ја посетуваме оваа спомен костурници, одаваме почит на паднатите борци. Целата програма и организацијата на одбележувањето на Денот на победата над фашизмот им припадна на училиштата од општина Велес. За да можат преку собствен историски час да се навратат на минатото, за да знаат колку е скапа слободата, колку е значено да се живее во мир и дека нема потреба повеќе никој да војува, нема потреба од солзи, од крвопролевање, од немили настани. Денот на победата над фашизмот е и ден на Европа. 5 години по Втората светска војна на овој ден е презентиран и предлогот за создавање на организирана Европа како опција за одржување на мирот. Локалната библиотека Гоце Делчев ги додели наградите за учениците кои учествуваа на конкурсот на кој беше распишан пред 1 месец, а исто така беа доделени награди за најмал и највозрасен читател. Во рамки на одбележувањето на патрониот празник на библиотеката Гоце Делчев, доделени се наградите на најдобрите читатели. Оваа година новина е доделувањето на признание на автор кој во текот на изминатата година добил низа награди и признанија за своето творештво. Годинава тоа е авторот Зоран Пејковски. Доделени се и наградите на учесниците на конкурсот кој беше распишан пред 1 месец. Директорот Игор Крајчев е задоволен од функционирањето на оваа институција. Постојано правиме промоции, постојано правиме некакви активности да ги привлечеме читателите овде во институцијата. Продолжуваме соработката со Мировниот корпус, ги правиме оние активности како англиски часови по англиски јазик, конверзацијски часови по англиски јазик. Правиме постојано соработка со клубот на писатели Коста Солев Рацин како литературни конкурси за литературни читања. Така што сметаме дека сите тие работи кои што ги правиме ќе ги привлечат останатите граѓани, особено младите. Крајчев истакна дека редовно ги следат саемите на книга и по препорака на издавачките куќи го збогатуваат книжниот фонд. Уставниот суд на Македонија утре ќе одлучува дали ќе го продолжи мандатот на градоначалниците кој истекува на 15 мај. Како што е објавено на веб страницата на судот, Уставниот суд на седницата што ќе се одржи утре ќе ги разгледува иницијативите за укинување на 2 члена од Законот за локална самоуправа и од Изборниот закон, со што ќе се овозможи градоначалниците и советниците да останат на своите функции до одржувањето на локалните избори. Преглед на вестите од Македонија. Орден за заслуги за Македонија по повод 70 години од основањето. Денеска председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов и додели на Македонската опера и балет. Орденот е особено за успешното презентирање и промовирање на македонското и на светското творештво од областа на оперската и на балетската уметност, со што исклучително придонесе за збогатување на македонските културни вредности и за афирмација на Република Македонија во светот. Секој љубител на операта знае дека успехот на овој голем уметнички потват најмногу зависи од две нешта. Прво, од умешното свирење на музичкиот инструмент создаден од човекот и второ, од правилното користење на човечкиот глас како најсовршен инструмент подарен од Бога. Балетот пак кон нив го придодава и танцот. Како симбиоза на музиката, зборот и танцот, операта и балетот се најтешките музички уметнички форми. Оперскиот и балетскиот колектив на Македонската опера и балет во изминатите 70 години поставиле на сцената над 500 премиери и обнови, кои ги виделе повеќе од 5 милиони посетители. Ансамблите, диригентите и солистите на Македонската опера и балет гостувале на повеќе сцени низ светот, а на фестивалот Мајски оперски вечери, како и во тековниот репертоар на МОБ, гостувале врвни уметници од целиот свет. Ансамблите и уметниците од Македонската опера и балет се носители на најголемите државни награди и на бројни награди од гостувањата на разни настапи и фестивали. Две години се навршуваат денеска од оружената пресметка во Кумановската дива населба, која траеше 2 дена,
при што животот го загубија 8 припадници на Министерството за внатрешни работи, додека 40 беа тешко повредени. Во оружената престрелка покрај 8 теми на припадници на полициските сили беа убиени и 10 припадници на вооружената група. За настаните во Дива населба од февруари 2016 година во Скопскиот кривичен суд се води судско рочиште против 29 лица кои се товарат за сторени кривични дела, терористичка организација и тероризам. Сите 29 обвинети за кумановските случувања пред судот се изјаснија дека не се чувствуваат виновни. А одиме сега со вестите од светот. Најмалку еден човек починал како последица од топлотен удар, додека 422 лица поради истата причина се под лекарски надзор од минатата недела во Јапонија, соопшти денеска главната противпожарна управа, што е надлежна и за действија при вонредни ситуации. Јапонците во поголемиот дел од архипелагот чувствуваат летни горештини, а температурите достигнуваат и до 30 степени. Минатата година во Јапонија од топлотни удори починаа над 100 лица, а 10.000 лица беа лекувани во болница. Најмалку 12 лица, од кои 11 деца од Јужна Кореја, загинаа кога нивниот училишен автобус се удри и запали во тунел во источниот дел на Кина, соопшти официјални лица. Деца на возраст од 4 до 7 години живееле во Вејха и во провинцијата Шандоган, каде несреќата се случи, соопштија јужнокорејските конзуларни официјални лица. Според зборовите на неименуван дипломат, во несреќата загина и едно дете од кинеска националност и возачот на автомобилот. Сообраќајните несреќи во Кина се многу чести. Само во текот на 2015 година имало повеќе од 180.000 сообраќајни несреќи, каде животот го загубиле 58.000 луѓе. Поради Брекзит, Грција ќе загуби од 0,4 до 0,8% од бруто домашниот производ или од 800 милиони до 1,6 милиарди евра, соопшти Грчката централна банка. Грчкиот заменик министер за надворешни работи Јоргос Катрунгалос рекол дека тоа ќе биде цената по 2019 година што ќе ја плати Грција поради излегувањето на Велика Британија од Европската Унија и додал дека се уште нема конечни оценки колку ќе изгуби Грција од Брекзит, но очекува дека најголеми загуби ќе има во сферата на туризмот и во извозот. Денеска имавме промеливо облачно време со повремени врнежи од дожд и температура од 10 до 23 степени. Утре предпладне на запад се уште ќе има локален дожд со слаб интензитет. Од четврток до сабота времето ќе биде стабилно со умерен до засилен јужен ветер и со значителен пораст на дневната температура особено во петок и сабота. Многу топло се очекува да биде во јужните делови долж по Вардарието и температурата на повеќе места ќе достигне на 30 степени. Со кратките информации за времето го означуваме и крајот на овој информативен блок. Ви благодарам што не следевте. Пријатно!